почитувани колеги од Министерството за земјоделие, почитувани граѓани, почитувани земјоделци, почитувани представници на институциите и почитувани медиуми. Денешната порака е дека го модернизираме македонското земјоделство и правиме пат за конкретен пласман на европските пазари. Со тоа го напредуваме стандардот на земјоделците и обезбедуваме стабилно домашно производство на храна за граѓаните. Резултатите се видливи. Во услови на најголема светска економска, енергетска и прехранбена криза, го имаме најголемиот земјоделски буџет во износ од околу 12 милиарди денари за оваа година. Ова не останува само на зборови, бидејќи парите веќе одат кај земјоделците. Денесниот настан на кој што сме присутни е меѓу конкретните докази за тоа. Денес започнуваме со доделување на 60 одобрени решенија за набавка на трактори овде во Свети Николе, што е дел од вкупно одобрените 730 решенија за државна финансиска помош за земјоделците за набавка на трактори. Вакви решенија веќе доделивме во Битола и во Прилеп. Распишаните 4 јавни повици во текот на минатата година, меѓу кои и за подршка при набавка на трактори, имаат рекордна заинтересираност досега. За нас ова значи доверба на земјоделците во искрените заложби на владата да ја помогнеме и да ја унапредиме земјоделската дејност преку сите механизми што ни се на располагање. Тоа е подршката преку државниот буџет, како и преку ИПАРД програмите преку кои што создаваме современо, модерно, профитабилно, конкурентно македонско земјоделство. Државната финансиска подршка на земјоделците во овој случај за набавка на трактори е во форма на кофинансирање до 75% од вредноста на тракторот. Но слушајќи ги сугестиите на земјоделците од теренот, годинава креиравме и нова мерка за подршка на бизнис план во земјоделството. Преку отворен повик, земјоделците имаат можност да добијат подршка до 10.000 евра за модернизација на своето производство, одбирајќи во што и кога ќе инвестираат. Преку одговорниот пристап на работа на владата, која што за прв пат од независноста на државата го постави земјоделството заедно со енергетиката, таму каде што е местото, меѓу приоритетните развојни дејности, постигнавме и низа конкретни резултати. И оваа година владата ќе биде со земјоделците и врз база на националниот план за производство на храна и годинава ги поддржуваме земјоделците. Воведовме нов модел на субвенционирање, што го договоривме заедно со земјоделците како системско решение. И за 2023 година се обезбедени рекордни средства од над 7 милиарди денари за субвенции за вистинските земјоделци и со фокус на зголеменото домашно производство на храна. На располагање ставивме над 14.000 хектари земјоделско земјиште само за производство на житни култури, за производство на сточна храна и за подигнување на долгогодишни насади, што се покажа како потребно во актуелниот контекст на случувања во светот. И ова веќе овозможува сигурно производство на земјоделците и достапност на домашни стратешки производи за граѓаните. Преку измените во Законот за земјоделско земјиште, овозможивме на земјоделците да ги продолжат договорите за закуп на државно земјиште, кои истекуваат од досегашните 5 на 15 години. Закупнината не се зголемува, туку е иста според постојните договори, заедно со механизацијата која што се субвенционира со долгорочната одржливост на земјоделските површини, ќе даде резултат за зголемено производство на храна и за поуспешни земјоделци. Секоја педа обработливо земјиште ја ставаме во функција и во обработка. А еден од нашите клучни приоритети во 2023 година се и капиталните инвестиции во водостопанските капацитети, затоа што за стабилно земјоделство се потребни и доволно количини на вода. Фактите говорат дека владата од 2017 година до денес ги има започнато и реализирано најголемите капитални инвестиции во водоснабдувањето по изградба на нови системи и преку реконструкција на постојните системи. Еден од најголемите инвестициски објекти во делот на водоснабдувањето е и браната Конско, која што многу скоро ќе биде пуштена во употреба, втор најголем инвестициски проект во историјата на државата. Потенцирам дека се обезбедени и 200 милиони евра неповратни средства за модернизација на земјоделското производство преку новата ИПАРД 3 програма. Европската комисија ни ги зголеми средствата за новата ИПАРД 3 програма за 62%, затоа што со посветена работа постигнавме рекордна искористеност на средствата за ИПАРД 2 од 98% и реализација од над 2000 договори во 2022 година. Тука морам пред се
да изразам благодарност, меѓутоа и честитки до министерот Николовски, до директорот Бачовски и до сите нивни колеги, како што е, например, раководителот на подрачната единица на Министерството за земјоделие тука во Свети Николе, бидејќи со нивната работа и со нивната посветеност, заедно со земјоделците, Северна Македонија во моментов е држава која има најголема искористеност на ИПАРД фондовите од сите земји кандидати за Европска унија и поголема искористеност и од дел од земјите членки на Европската унија. Поради тоа сме прогласени за земја лидер по искористувањето на ИПАРД средствата во регионот. Повикувам да ги следат земјоделците можностите за финансиска поддршка што ги отвора владата, но и да се вклучат во можностите што ги отвора ИПАРД 3 програмата. Освен инвестиции во рурална јавна инфраструктура, ИПАРД 3 програмата возможува нешто што е најактуелно и во Европа и во светот. Достапност до финансиски средства за органско производство на храна, но и за советодавни услуги со цел унапредување на знаењето на земјоделците. Европските перспективи со оваа проевропска влада што ја предводам се реалност, а и со тоа и перспективите на македонското земјоделство. Очекувам нов исчекор во европските интеграции и земјоделците треба да знаат дека шансите за европско земјоделство, пласман на нови европски пазари им се надофат. Европските услови во македонското земјоделство носат и европски животен стандард за македонските земјоделци и тоа заедно ќе го постигнеме бидејќи сме на вистинскиот пат. Сакам да се заблагодарам уште еднаш на сите присутни овде и да им честитам и да им посакам успешна работа на сите оние кои што заедно со владата веќе од денеска имаат нова механизација за обработување на нивните земјоделски површини. Ви благодарам.